Спротивните ставови на директорот на Државниот завод за статистика и неговиот заменик според лидерот на ВМРО-ДПМН Мицкоски уште еднаш покажале дека пописот ќе биде само трка по проценти и бројки. Мицкоски предупредува дека попишувањето на граѓаните наместо статистичка ќе биде политичка операција. Сето ова ќе биде плод на лажен компромис, политички договор. Тоа ќе биде. И од тие причини граѓаните немаат доверба. Еве самите тие уште не почната оваа така наречена политичка операција, ја вулгаризираат во очите на јавноста и потоа се прашуваат зошто јавноста немала доверба. Како ќе има доверба кога едниот со другиот не знаат што представува методологијата која што сама ја представија во јавноста. Затоа треба да заминат луѓе. Овие луѓе не се способни, овие луѓе го украдоа, го покрадоа народот и го ставија на маргините и на колена го клекна. Доколку пописот се спроведе оваа пролет, според Мицкоски тоа нема да даде резултат во развојот на државава. Оти ќе го спроведуваат луѓе кои, како што вели, не се способни да испорачаат кредибилен попис. Попишувањето треба да биде на пролет другата година кога ќе се набават терминалите за отисоци. Порача Мицкоски непосредно по посетата на Зелен пазар во Скопје, каде поразговара со пазарџиите за проблемите со кои се соочуваат. Пролета 2022 година е идеално време. Ќе ги имаме и терминалите кои што ќе отчитуваат отисок на прстик, со кои што ќе се гласа на следните избори. Ве повикувам да го поставите прашањето и до надлежниот ресорен министер Фатмир Бесими, зошто не одговара на претседателот на Државната изборна комисија кој бара дополнителни средства за обезбедување на овие терминали. Од што се плаши ДУИ? ВМРО-ДПМН вчера ги достави собраните потписи за покренување на постапка за поништување на законот за попис. Според опозицијата, законот е лош и штетен и нема да ја прикаже реалната состојба во земјава. Запрашан за ставот на премиерот Заев дека сега не е време за избори, денеска Мицкоски изјави дека од месечината се гледаат Кинескиот зид и предвремените парламентарни избори.